Во ова издание на Newsflash ке гледате како случаите со ransomware се зголемуваат ширум светот, додека извршниот директор на Colonial гасовод Жозеф Блонд плати $5 милиони откуп на хакери кои се претпоставува дека се од Русија. Напади нема само врз компјутерските системи, туку и врз жените. $1 милиарда од Американскиот конгрес за борба против насилство врз жените. На другата страна од светот, несигурноста и војната во Авганистан ги принудува афганистанците за солниште да најдат во Турција. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Иван Чономовски. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Случаите со ransomware се зголемуваат ширум светот, а криминалните групи со седиште во Русија се верува дека стојат зад ваквите напади. Токму ваков напад неодамна ја погоди американската енергетска индустрија, како и гасоводот, кој ги чинеше $5 милиони американски. Извршниот директор на Colonial гасовод Джозеф Блаунд подсетува на моментот кога решил да плати $5 милиони откуп на хакери кои го прекинаа пристапот на компанијата до внатрешните датотеки. Тоа беше најтешката одлука што ја донесов во последните 39 години во енергетската индустрија и знам колку е критичен нашиот гасовод за земјата и затоа го ставам државниот интерес на прво место. Компанијата е меѓу неодамнешните жртви во САД, откако што велат експертите, зголемениот бран на случаи со ransomware, напади на компјутерски систем, што ги отежнуваат операциите додека организацијата не плати откуп. Во текот на изминатата година, хакерите беа насочени кон критичната инфраструктура, болници, агенции за транспорт, добавувачи на храна. Операциите се без граници, а плаќањето е во криптовалута, што го отежнува фаќањето на криминалците. Хакерите користат повеќе начини да ги искористат ранливостите на компјутерскиот систем, вклучително и електронски пораки кои ги мамат вработените да отворат налози што го лансираат малициозниот софтвер што ја инфицира мрежата, или во случајот на Colonial, тие провалија во стара виртуелна приватна мрежа. Откако ќе влезат, хакерите го заклучуваат системот, ги криптираат бравите и оставаат упатство кој да плати за да го отклучат системот. Хакерите копираат чувствителни датотеки и ја користат заканата за јавно објавување на датотеките како дел од преговорите за плаќање. Откако ќе се плати, често со криптовалута, тешко е да се пронајдат. Хакерите обезбедуваат клучеви за дешифрирање за отклучување на датотеките. Најновиот пресврт е професионализмот на хакерството. Хакерите нудат софтвер за ransomware за да можат криминалните организации да започнат со акцијата, велат експертите. Лошите момци станаа подобри и ние целосно ја изгубивме од вид вистинската природа на проблемот. Тие ефикасно излегуваат и ангажираат поединци да влезат во компании за да ги искористат слабостите што искрено не се софтифицирани. Официјалните лица велат дека американските агенции за спроведување на законот повратиле $2,3 милиони американски за откупот на Colonial, пари што наводно биле наменети за руска банда сајбер-криминалци. За ова беше разговарано и на средбата Бајден-Путин, кога двајцата лидери се сретнаа во Женева. Вклучувањето на Бајден и европските лидери е сигнал дека овие хакерски напади се сваќаат сериозно, велат експертите. Администрацијата на Бајден издаде предупредување до сите организации од големи деловни активности до мали градови дека сега е време да се подобри нивната сајбер безбедност и да се бранат од напади на ransomware. Нападите врз компјутерските системи не се единствени. Пострашни се оние врз жените и сексуалните напади. Од едно меѓународно истражување се вели дека половина од младите жртви на трговија со луѓе се жртви од членови на семејството, што е крајно поразително. Еве зашто станува збор. Се повеќе луѓе го креваат гласот во борбата против насилството врз жените од Вашингтон до Јужна Азија и Европа. Некогаш почитувани личности во забавниот живот и други професии, вклучувајќи го поранешниот лекар на САД на Олимписките игри, Лери Насар, се соочуваат со последици по сексуалните напади. Лута сум на себе што не ја препознав злоупотребата и тоа е нешто со што и денес се борам. Тоа е заеднички одговор, вели активистката за правата на жените која била сексуално нападната како студентка на коледж.
Се сеќавам дека во тоа време се чувствував и прашував дали тоа што ми се случи е злосторство или не. И мислам дека тоа е многу честа реакција кај сите, затоа што насилството врз жените е толку нормализирано. Други млади жртви се тргувани за проституција или порнографија, понекогаш од познаници, се повеќе од улични банди. Тие се групно силувани, тепани, дрогирани, врзувани за мебел, ставени во кафези. Понекогаш се принудени во злосторства, вклучувајќи пукања, грабеж. Злоупотребувачите можат да имаат психолошка контрола на своите жртви, што работниците од оваа област ги нарекуваат травматска врска. Вели една преживеана жртва од домашна трговија со секс која им помага на другите како неа. Замислете дека таа врска започнува од 12 годишно девојче, 13 годишно девојче и се така во поголемиот дел од нивниот живот, само со континуитет на различни лица прикачени на неа. Меѓународни истражувања покажува дека скоро половина од младите жртви на трговија со луѓе се жртви од членови на семејството. Системот не функционира. Овие деца или завршуваат повторно со членови на нивното семејство кое веќе тргувало со нив. Тие може да завршат и во згрижувачко семејство, а потоа бегаат и завршуваат на улица. Без разлика дали се жртви на трговија со луѓе или семејно насилство, на преживеаните им е потребна сеопфатна помош, вели добротворна работничка која го надгледува природното домување на муслиманките. Честопати овие жени беа држани во заробеништво, речиси без да имаат заштеда или вештини за вработување. Некои од жртвите се вовлечени во проституција или порнографија или се борат во засолништва за бездомници. Тешко е кога имате жена која напуштила насилен брак, се обидува да направи подобар живот за себе или за своите деца, но секој ден е изложена на некој вид злоставување во засолниште со луѓе кои имаат сериозни проблеми со менталното здравје. А што е потребно? Долгорочно домување, образование и емоционална поддршка. За таа цел, велат тие, поголеми финансиски средства и помош од државата нема да го решат проблемот, но ќе помогнат. А на другата страна од светот, илјадници афганистанци секоја година нелегално се иселуваат во Турција, во обид да се спасат од несигурноста и војната во Афганистан. Но реално, колку мина успеваат во сето тоа? Со надеж дека еден ден ќе најдат засолниште во Европа, илјадници млади афганистанци влегуваат во Турција секоја година, честопати соочувајќи се со тешкоти и опасности, додека патуваат преку Иран. Бројот на недокументирани афганистански мигранти во Турција изнесува стотици илјади. Некои се депортираат назад во Афганистан. Како Билал Ахмад и Мунир, двајца пријатели кои го почнале нивното патување во јужниот дел на државата. Го почнав патувањето од провинцијата Нимрос. Бевме 35 луѓе во еден камион, а потоа пешачевме 48 часа. Имавме многу проблеми. Афганистанското министерство за бегалци вели дека од почетокот на оваа година повеќе од 9000 лица биле вратени од Турција и од други европски држави назад во Афганистан, некои присилно, други со согласност. Работев 3 месеци и бев уапсен и депортиран од страна на турската полиција. Платив многу пари на криумчари и сето тоа за ништо. Ахмед и Мунир велат дека нивната иднина во Афганистан изгледа мизерно, од каде многу млади луѓе заминуваат поради невработеност, сиромаштија и несигурност. Ке се обидам повторно да стигнам до Европа. Имам стар татко, не може да работи. Тешко е. Мора да работам таму за да праќам пари. Според статистиката на Државниот директорат за миграција, над 450.000 мигранти нелегално влегле во Турција во 2019 година, што е голем пораст во споредба со 2013 година. И Ахмад и Мунир велат дека ќе се обидат повторно да отидат во Турција. И тоа беше се за денес. Се разбира, за повеќе информации посетете ја нашата веб страна glasnaamerika.com. Пријатно!